Почитувани Të nderuar deputat, të nderuar qytetar. Dëshmia më e madhe se në këtë këshill dhe ligj për këshillin për prokuror publik nuk e beson edhe ai që e propozon se ka cilësi. Në fakt, së pari është mungesa e ministrës Renata Deskuska. Dhe e dyta është flasteri që ju është në дека në reforma më serioze për këshillin e prokurorëve publik do të kishte dalë dhe do të kishte thënë se ka emblemë evropiane dhe këto janë vlerat e reja evropiane në ligjin për këshillin për prokuror publik. Por është evidente se do të veprojnë ashtu siç kanë vepruar edhe deri më tani. Ndërkaq, deri tani, përderi tani do t'ju jap një shembull të një institucioni i cili gjithashtu është pjesë e këtij sistemi, do thoja jurisprudent, një allke të njëjtit. Ky është Këshilli Gjyqësor. Këshillin gjyqësor do ta marr si reper për atë që ваков закон кој што ниту Рената Дескоска, ниту заменикот министер не сакаат да го образложат. Во судскиот совет, почитувани пратеници, пред некое време за член беше избрана Весна Дамева, која што ниту била судија, ниту има судски стаж, но има многу фотографии со членовите на СДСМ и правната комисија на оваа партија. Тоа беше незината најголема квалификација да биде избрана за член на судскиот совет и утре, кога по трети пат ќе дојде некој Рајнхард Прибе, да провери дали се исполнило тоа што го дал како препорака во 2015 или 16 година, да биде зачуден зошто државата е денес на ниво на хибриден режим. Затоа што хибриден режим е кога не само партијата, туку личноста Зоран Заев го зголемува влијанието во оние институции кои што треба да спроведуваат закон. Но Зоран Заев во судиите и во обвинителите не гледа спроведувачи на закон, гледа своји адвокати. И самиот знае зошто ќе му требаат такви адвокати. Наскоро ќе дознае јавноста. Вториот пример кој што сметам дека може да послужи како доказ за тоа како СДСМ ќе се однесува кон Советот на јавни обвинители е уште еден избран член на Судскиот совет по налог на Зоран Заев. Зоран Заев има куќни пријатели во Струмица, а најдобриот куќен пријател во изминативе 17 години му е Зоран Георгиев, председател на јавното предпријатие Комуналец во Струмица и председател на сите изборни кампањи на Зоран Заев и СДСМ во Струмичкиот регион. Имавме можност да слушнеме за Ице Георгиев, дека најомилена улица на Ице Георгиев му е улица Бетовенова во Струмица. Што прави таму? Добива списоци на ромски семејства кои што имаат социјални проблеми и организира гласање, дај ми лична карта, повели 10 евра, гласај за Зоран Заев и ќе ги добиеш парите и ќе се видиме на следните избори. Сопругата на Зоран Георгиев, Лорета Георгиева, е избрана за член на Судскиот совет. Господинот Киро Здравев, ако не се лажам, кој што формално е председател на Судскиот совет, не сме дневен ред да утврди, без да ја праша Лорета како треба да биде дневниот ред. Следниот пример е Наќе Георгиев од Струмица. Секогаш во време на СДСМ оди на едно место повисоко, од Основен суд Струмица, па потоа во апелација во Штип, па го ставија председател на апелација, жена му е обвинителка во Струмица, ги знае сите предмети на Заев, и тие поврзани со криминал и другите. И сега господинот Наќе Георгиев наградно е избран за член на апелација во Скопје.
Затоа ви зборувам дека без разлика како ќе се одвиваат работите во СДСМ, Зоран Заев, а не толку СДСМ, ќе има свое лично влијание во Советот на јавни обвинители, во Судскиот совет, во Апелација Скопје и во многу други судови, вклучително сега со изборот и на некои членови и во Врховниот суд. Почитувани пријатели, затоа не се чудете зошто Република Македонија е падната во последниве 3 години на мерењето на угледниот економист, не ова мерење на порталот на Джабир Дерала или на сакам да кажам, туку мерење на угледниот светски весник економист за состојбата на демократијата и независноста на институциите каде што правосудството има голем удел, Македонија е квалификувана како хибриден режим. Падната е подолу на скалилото на демократски земји за 15-17 позиции. Токму заради однесувањето на Зоран Заев во судството. И символот на обвинителството и на судството е односот на СДСМ, на обвинителите и на нивните суди кон двајца, ќе ги спомнам само двајца за сега, во иднина мислам дека ќе бидат и повеќе, градоначалници на СДСМ. Едниот е познат под името Боро Малборо, а другиот е познат како Курто Дудуш. Едниот реформски се занимаваше со шверц на цигари со земја членка на Европската унија, ги развиваше односите со Бугарија, да ја зголеми трговијата, особено на полноќ, преку гранична, и заедно со сопругата, со децата и со други пајташи од Новосело, правеше организиран криминал и шверц со цигари. За да му се намали казната, бидејќи беше фатен од бугарските власти како шверцува цигари, од организиран шверц и криминал со цигари, делото му беше преквалификувано во обид за шверц. Не сакал Боро Малборо да шверцува цигари, но тргнал, се попишманил, се обидел и на крајот апелација во Штип, каде што Наќе Георгиев, куќниот пријател на Зоран Заев, го имаше главниот збор, пресудите 18 месеци, 9 месеци, одлежа 3 месеци, човекот денес е побогат од повеќе пратеници на СДСМ, бидејќи бизнисот со цигари му оди многу добро. Лиценца за марихуана во меѓувреме има добиено, за да може сега ова со шверцот со цигари да го замени со проевропски практики на течен канабис. И вториот пример за тоа како се однесува обвинителството, Совет на обвинители, јавно обвинителство, Вилма Русковска, судиите и така натаму, е градоначалникот Курто Дудуш. Замислете, почитувани колеги пратеници, вчера двајцата лажговци кои што пред 2 години се сликаа со лајкови дека сме добиле датум Димитров и Бујар Османи, вчера и завчера беа во Париз, уште еднаш да се обидат да и продадат на Министерката за евроинтеграција дека во Македонија се развива правна држава и дека економист лаже дека сме хибриден режим. Замислете што ќе се случи во Франција ако градоначалникот на некој помал град, не мора да е Париз, на некоја помала општина во предградието на Париз, киднапира, бесправно го лиши од слобода некој граѓанин на Франција или негов сограѓанин, го внесе во мала француска општина, го заклучи, да го претепа заради различно мислење и потоа премиерот или таму председателот на државата Макрон да рече пресумција на невиност, но доколку се докаже дека е виновен, јас ќе побарам негова оставка. Кога се случи тепањето на граѓаните од Шутово Ризари во општината Шутово Ризари, Заев рече да не преодицираме дали е Курто Дудуш виновен, но ако се докаже дека е виновен, јас ќе побарам негова оставка. Курто Дудуш појде на суд и доби казна како да паркирал голф на трева. Опомена, судска опомена за бесправно лишување од слобода и за тепање на граѓанин. А Заев
стави фластер на устата, како што има сега фластер заменик министерот за правда и Рената Десковска, го нема, молчи, никаде да повлече потек и да побара оставка од Курто Дудуш, затоа што рече дека ако се дознае и признае дека бил виновен, што самиот Курто Дудуш го потврди пред судот и се извини, дека ќе побара. Благодарам. Вакво судство и обвинителство само ќе не задржи на скали... Ви благодарам. Благодарам многу. Костадин